Еве да ни кажете по повод меѓународната недела на сестринството која завршува денеска со меѓународниот ден на сестрите, со какви проблеми медицинските сестри се соочуваат на своите работни места, се почитувани ли од лекарите, од специјалистите и што се треба да се направи за да се подигне нивото на услови кај медицинските сестри? Ние глобално се среќаваме со многу големи проблеми, реални проблеми. Тие проблеми се недостаток на број на медицински сестри. Дали поради пензионирање или масовно заминување во странство, што значи дека имаме голем недостаток на медицински сестри. Имаме проблем со нашиот социјален статус. Значи, една медицинска сестра со средно образование има помала плата од со закон за гарантираниот најнизок личен доход во Македонија. Тоа се круцијални проблеми. Меѓутоа, сакам да истакнам дека како никогаш досега, ние имаме отворени комуникации, тие комуникации со станоци, формирани групи работни во сите министерства кои можат да ни помогнат. Како никогаш досега е Министерството за здравство. На самата централна прослава имаше обраќање министерот доктор Венко Филипче, кој јавно пред сите кажа дека нашите проблеми ќе бидат решени. Почнавме со проблемот за надоместок за ноќниот труд. Го зголемивме коефициентот скоро за дупло, со најава за зголемување уште 0,25 во понатамошниот период. Нашите плати исто така стана дел од муабетот со министерот. Но ние немаме само барања кои се издржани со документи, со европски директиви, со подпишани меморандуми. Значи, ние имаме корпус деликти за се што бараме, се е тоа издржано и тие работни групи што се дали во Министерство за здравство, Министерство за информатичко општество, Министерство за образование, ние имаме и таму проблем. И нашето образование е исто така проблем. Имаме формирани работни групи, имаме членови од нашето општинско здружение што се членови во тие работни групи и буквално макотрпно се работи на проблемите кои јас оптимистички гледам на се што се случува околу сестринството. Ние мораме нашата фела да ја издигнеме. Нашето достоинство мора да се врати на достоинството на медицинската сестра и ние да бидеме препознатливи не само во нашиот град, во нашата република, нашата работа да биде препознатливи надвор од нашата република. Така, што е со признавањето на високата медицинска школа, останале медицински сестри на кои се уште не им е призната високата медицинска школа? Тоа беше еден горчлив проблем кој ние како општинско здружение успеавме со тогашните менаџери да издвоиме само за одговорните медицински сестри. После тоа се случи тогашниот премиер се одобри, министер за здравство се одобри да се признае на сите дипломирани до ноември 2015. Имаме и за тоа разговарано со министерот и многу скоро и тоа ќе биде решено. За сите, значи кој како ќе заврши, ќе дипломира, ќе биде признаена школата. Тоа се зборови кои јас само ги пренесувам. Се разговара на секоја тема. Така споменавте од недостаток, дека се појавува во здравствениот систем недостаток од медицински сестри, бранот иселување во Германија, барање подобра екзистенција, го опфаќа и сестринството. Имате ли статистика, податоци, колку медицински сестри во текот на изминатата година заминале за странство и дали средношколките, еве пример кај студентите, да, но кај средношколките е важен германскиот јазик, бидејќи изучувањето на германскиот јазик е веќе половина виза за надвор од државата. Јас статистички податоци немам за средно медицинското училиште, дали ученичките бараат или не. Меѓутоа, немам ни статистички податок точен да толку сестри се отидени и толку спремаат документи. Меѓутоа, секој си ја бара среќата. Јас се надевам дека ние ќе успееме како здружение, како едно и единствено релевантно здружение со национален статус, ќе успееме да најдеме начин заедно со министерствата, нарочито со
ви кажав отворената врата на министерот Филипче, да најдеме начин како тие млади колешки останат во нашата република, како тие млади колешки своето знаење, својот труд го остават тука да работат. Тоа е генерален проблем. Немам податоци точни колку број. Така, само за крај би сакала да ве прашам докаде е формирањето на сестринската комора, се формирали и доколку не и докаде е? Сестринската комора е формирана. Ние имаме формирано. Значи, јас зборам во името на релевантното, единствено релевантно здружение во Македонија кое има национален статус. Ние имаме формирано комора. Не значи дека комората е нешто што е круцијално и многу битно во овој момент. Многу е битен законот за сестринство. Тоа е тоа што го работиме сега со Министерство за здравство и Министерство за информатичко општество. Многу е битна, како што ви кажав, законот за сестринство, измената на законот за здравствена заштита, регистарот на медицинските сестри. Тоа се круцијални работи што се потребни да се направат во овој момент. Ете, јас лично, значи зборам лично, зборејќи со моите колешки кои од Скопје, ни е потребен сестрински синдикат. На сите полиња, значи во моментот, Сдруженијето има една таква група на колешки од скопските клиники кои се исклучителни ентузијасти. Буквално сите врати ги отвараат и секаде наоѓаат на позитивен одговор од сите од министерство. Се надевам, значи за се треба време, меѓутоа јас лично се радувам што ние како фела се мрднавме од мртвата точка.